Зошто сакаш да кликнеш врз видео? Тоест, зошто кликна врз сликичката и започна да го гледаш видео? Се запрашуваш што ќе се случува? Се мислиш дали да го скокнеш овој дел и да отидеш понапред? Немој. Во ова видео ќе слушнеш прекрасна приказна и ќе сватиш една многу битна работа, која јас решив да споделам со тебе за фри. Прашањето беше зошто сакаш да кликнеш врз видео. Ти го видела видео на YouTube, те привлече насловот или пак можеби сликичката. Да не постоеше YouTube, ти немаше сега да бидеш овде и да го гледаш токму ова. Да не постоеле овие тројца типци, интернетот би бил многу поразличен од сега. Чет, Стив и Џоу се тројцата создавачи на YouTube. Тие ја направиле оваа интернет платформа. Кога сме кај интернетот, YouTube не би постоел кога не би постоел интернетот. Ова е интернетот. Тоест, слика од моменталните податоци кои што се пренесуваат преку него. Неговите рани почетоци се јавуваат уште во 1969 година во проектот ARPANET. Тоа всушност било одбранбена мрежа на американците. Интернетот е компјутерска мрежа. Тој е создаден благодарение на постоењето на сметачките машини, односно компјутерите. Првиот дигитален компјутер се смета дека е ENIAC. Тој бил создаден во 1945 година. Но како би се создал ENIAC, а и секој друг компјутер, доколку Томас Едисон не создал еднонасочна струја, односно Никола Тесла не работел кај него и не успел да создаде уште подобра, неизменична струја. Ниту струјата би можела да се пренесува, ниту компјутерите би можеле да се создадат доколку не би постоеле металите. Металите се природни елементи кои може да се пронајдат насекаде на нашата планета. Нашата планета. Сите имаме слушнато за теоријата на големата експлозија, односно Big Bang теоријата. Таа е главниот виновник за нашето постоење и за се претходно споменато. Животот на нашата планета исто така се должи поради основните елементи за живот: воздух, оган, земја и вода. Нашата планета впрочем се вика Земја. На неја имаме изобилство на воздух, огнот сами сме научиле да го создаваме и највеќе од се имаме вода. Неверојатни 71%. Дури ние како човечки суштества се состоиме од исто такав процент на вода. Водата континуирано ја внесуваме и изфрламе од нашиот организам. Еден од начините за изфрлање на водата од нашето тело е потењето. Замислете колку пот ги чинело Чет, Стив и Џоу кога го создале YouTube. Колку пот им требало на сиротите американски службеници додека ја создавале и усовршувале првата компјутерска мрежа. Колку пот излегло од телата на нивните колеги кои го создале првиот компјутер. Томас Едисон бил буцкаст, он сега го се потел. Но замислете колку се потел додека ја создавал еднонасочната струја. Нашиот Тесла, Никола Тесла. Замислете цела таа пот што го покривала неговото чело. Се запрашувам колку капки пот има на листовите со пресметки кои ги правил додека ја создавал неизменичната струја. Знам колку му било тешко на човекот што измислил топла вода, но замислете колку е потешко да направите теорија во која човекот кој што измислил топла вода е капка пот во споредба со сите милиарди години бесконечно планети со ѕвезди, небески тела, можности за живот на други планети, големи експлозии, мали експлозии и судирања, започнување на живот во облик на едноклеточни животни, еволуирање, уште експлозии и судари, до еволуирање, започнување со свесно размислување, доаѓање до мислата. Колку се потам не можам да се поднесам. Но не повеќе.